го избрка Господ Гергесина и се сеќавате на перикопата во минатата недела што ја читавме, затоа дека го избркаа гергесинците и свињите им ги пушти во пропаст. Подраги им беа свињите, отколку што им беше Господ Исус Христос. И тој се врати во Капернаум. Сега е опишана сликата како тој се враќа во Капернаум и го начека архисинагогот, односно началникот на една од синагогите што ги имаше во Капернаум. Една само од синагогите нагласува, затоа што во така мал град, како што беше Капернаум, имаше многу синагоги. Бидејќи се чудо и големи градови имаат по една или воопшто дали имаат црква. А во старо време, значи во еден мал град како што е Капернаум, имало многу синагоги. Денеска уште е ладак, во моето познавање колку што е, прво кога се шири некоја населба градска, предвидува каде ќе биде црквата и училиштето, а и после дава дозволи да се шири градот. Што значи една околина не можеш да ја оставиш без црква. Да оди со километри некој за да дојде во црква. Тоа значи дека редовен црковен живот имали, јако евреи, по вероисповед синагога се вика нивниот молитвен дом, меѓутоа имало многу синагоги во Капернаум. Следствено на тоа и многу началници на локалните синагоги. Еден од нив бил Јаир, кој дошол да го замоли Христа да појде да ја излечи неговата ќерка која била на смртна постела. И Христос се согласил, затоа што го замолиле и луѓето од околината му рекле дека многу човекот, архисинагогот, односно началникот на синагогата, многу им помогнал на луѓето. И затоа како некој заслужен човек треба да му се излезе во пресвет. Христос се согласил и тргнал во домот да ја излечи ќерката на овој началник на синагогата. Меѓутоа по патот се случува нешто што го пишува Евангелието, а кој е многу важно. Некоја жена се допрела, вели, до крајот на ова широко обично е нашата раса што го носиме, сте видели, до крајот да се допре, никој нема ни да го осети тоа. Меѓутоа Христос го почувствувал тоа затоа што излезла сила некоја од него. И прашал кој се допре, а учениците негови се правеле доста мудри, односно тоа што може би и секој од нас така би постапил, и го прашал, зошто прашуваш кој се допре, толку луѓе има околу тебе, кој може да каже кој се допре? А Христос вели, не е обично допирање на несакање, што велиме, ова кој го нагласувам. Туку некој се допре и излезе сила од мене, а тоа значи некој се допре со вера. Посрамена жената која се допрела до него излезе и иако не сакаше никој да ја узнае дека се допрела до Христа, затоа што ќе видиме понатаму, усрамена беше жената затоа што 12 години беше болна од крвотечение. А Стариот Завет
дава наредба да не се допира никој додека жената е крвоточива. Таја во суштина од смирение и срам не сакаше да се дознае дека таа се допрала до Христа. Меѓутоа, кога Христос ја позна и кога пред сите кажа за тоа, кај неа како да падна пердето. Не е веќе важно никој да не ме знае колку овој Господ ме знае. Што е битно од другиот народ, дали ќе ме знае или не. И таа признава пред Господа, јас се допрев. И кажува дека 12 години е болно од крвотечение, дека богатството цело го истрошила во тие 12 години. А Господ не укорува. Не и вели, ама Стариот Завет пишува, не само да не се допираш, туку да не општиш со никого што нема крвотечение. Туку и вели, оди жено, верата твоја те спаси. Колку е значајно тоа, каква храброст си дава на жената Господ. Не само што ја дава храброст, не само што ја исцелува, туку показ за сите до нашата генерација станува ова и настан на Евангелието, што Господ го решава пред да оди да ја воскресна Јаировата ќерка. А силата на Господовата моќ е во тоа што и со збор може да лечи. Не е потребно како денес операција, па во операциона сала некој лекува, па некој нешто прави интервенција некако. Господ има сила со збор да лечи, тоа го прави. Ако знаете која е оваа жена која 12 години била крвоточива? Денес ја славиме како светителка. Таа е света Вероника, која на денот кога Христос го носи крстот на Голгота му дава марамче да си ја избрише пот и тој го остава ликот свој на марамчето. И тоа е на што денеска на многу цркви ќе го видите над олтарот неракотворен образ се вика, значи никој не да нацрта таа икона со четка со боја, туку Господ сам ја оставил. Првата икона што е позната во светот, Господ сам се ја направил на шамивче. А тоа шамивче му е дала оваа Вероника, која претходно ја исцелила. И доаѓаат од куќата на овај началник на синагогата, бил него мач учителот, умре ќерката твоја. А Господ му вели на началникот да верувај само. И како што прочитавме по Евангелието, ги викна трите апостоли, Петар, Јаков и Јован, и заедно со родителите, таткото и мајката на ќерката, влегува во дајата каде што беше болната Јаирова ќерка и ја воскреснува. Ете тоа го може нашиот Господ Исусот, браќа. Го може затоа што е Господ Бог и Спасител. И може тоа да го направи. А ние треба да имаме вера само во него. Ама не е доволно, па ќе рече човек само вера да имаме, а да не ја исполнуваме верата. Треба да ја исполнуваме верата. Што значи дека треба да се собираме во црква во недела, зашто не спасува нашето добро убедување, нашето знаење исто така не спасува. Туку не спасува телото и крвта Христови. Само тие не спасуваат. Зато се причестуваме и зашто немаме ние повозвишена тајна од телото и крвта Христови. И сега на оваа литургија токму тоа го правиме. Го приложуваме телото и крвта Христови како благодарност од сите и за се. И немаме друго. Што да му дадеме на Господа?
на царот и на председател не можеме да му даеме достоен подарок, а камоли на Господа. Ама можеме да му дадеме Евхаристија, благодарно. И ништо друго. И тоа го правиме. И затоа се собираме. И затоа треба да се собираме. Да не ни помине недела, ние да не се собереме во црква. Како крајно промашување треба да го доживуваме тоа. Ми помина неделата, и јас не дојдев во црква. Нешто не е во ред со мене. Затоа е неделата ден определен да се собираме во црквата. Тој собир нека е благословен секогаш. Нека ни дава Господ сили прво во деновите на искушението да излегуваме победници. Нека ни дава сили да истраеме во сите проби кои ги имаме во овој живот, за да излеземе чисти пред Господа на денот на Неговиот суд. Да сте здрави и живи.